Тој многу пиеше, доаѓаше пиен. На почетокот не беше некое физичко малтретирање, на почетокот беше сето тоа психичко малтретирање. Понатаму со текот на годините тоа почна да биднува и физичко малтретирање. Имавме 2 пати, дојдовме и до полиција. И сето тоа траеше, на крај нели немаше излез од тоа и се разведов. Имавме случка кога тој викаше по мене, малецката спиеше во соба, тој викна, таа стана, беше околу 4 годинки, 4-5 години, верувајте дека го гризна за стомакот. Тој крена раката за да ме удри, кога таа го гризна по стомакот, застана, значи се стапи, се застана. А пошто живеевме во мој стан, кој што ми е наследен од моите родители, и тој се одлучи да излезе од станот. И јас го молев да не излегува, значи наискрено го молев и му кажував, те молам, барем поради детето, да функционираме како фамилија, јас ќе продолжам по мојот живот кој што го знам, работа, дете, фамилијата, куќата. Меѓутоа тој се одлучи да си замина на едно 10 метри од нас под кирија, каде што поради ситуацијата јас првично детето го дадов на него. Тоа е се веќе нели некаде позади мене. Јас нон-стоп идев детето си го гледав, пошто беше тој тука многу блиску, кај нас седеше под кирија. Некогаш ми дозволуваше, некогаш не ми дозволуваше, пак идевме до полиција. Значи јас буквално се карав со него за детето да си го видам. Тој ја праша, со кого сакаш да биде, со мама или со тато, и таа си рече со мама. И тој едноставно после си ја зема жената од тука, си отиде мислам дека отиде во Смедерево да живее кај нејзе, и јас и малецката си останавме. И почнавме едноставно една борба во живот. Дојдов јас, напишавме нова тужба, јас излегував на рочишта и го добивме процесот. Јас добив алиментација, меѓутоа се уште не е, нели, се уште има некој си проблем, сето тоа дека тоа е странство, па додека му е најдат адресата на живење, пошто тој е двоен државјанин, веројатно се нема таму пријавено. И целиот тој процес, адвокатот, организацијата, оде се ми платија. Јас тоа никогаш не би можела нели да го направам. Сме имале за јадење, јас не кажам дека не сме имале. Меѓутоа имало ситуации кога нешто ќе побарала, јас не можам да го приуштам, па ќе кажам, мамичка, не можам денеска, ајде ќе почекаме догледна ситуација, да ќе го купиме тоа. Поддршката од ЕСЕ што ми е дале, нели, дека ќе биде, фактички ме одржавала во живот, нели, ќе биде мамичка, ќе биде еден ден, ќе имаш блузичка, ќе имаш патичиња, ќе имаш... Мислам дека не треба да се плашат, дека треба нели да бидат малку похрабри и да бараат помош, дека секогаш постои излез.